Се потешко граѓаните го издржуваат притисокот на цените, се штеди на се, па дури и на храна. На пазарите наместо на кило, веќе се купува на парче. Колку има джеба до пари, толку купува. Патниџан, јаболки, се. На парче? Да. Колку сака, 2-3 зима народ, да. Исто е и во продавниците, каде цените и покрај замрзнатите маржи некогаш се менуваат и по 2 пати во неделата. Ако си на нога да си поработиш, ако не можеш, ќе си умреш и за леп, а не за лекарства. Значи, како што оди и младите во не се трпи, вас капија може и да стане дури граѓанска војна, не се знае што ќе биде. Понатака Господ нека ни напомош на сите. Цените катастрофа се скапи, ти не можеш да едеш кашкавал, не можеш да свире, млеко не можеш да си купиш, ништо. На 10 се и така не купуваме, се уште толку нема да купуваме. Да, растат, секој ден растат, секој ден оди у продавницата се различни цените. Никош не е било стабилно, освен сега вие неколку дена зетино што не раста. Оно другото, млекото, кашкавалот, саламите, сувомесното, тоа е се на ниво. Во јануари, литар масло за јадење беше 100 денари, сега е 142 денари. 10 јајца се продаваа за 82 денари, сега се 145. Килограм кравје кашкавал чинеше 314 денари во август, се продаваше за 529. Само во август, Државниот завод за статистика измери инфлација од 16,8%, а според експертите, до крајот на годината таа ќе се искачи на 20%. Изворот на инфлација кај нас е од домашни фактори. Цените на храната на светските берзи паѓаат, се намалуваат, само кај нас растат, затоа што супермаркетите ги пумпаат цените повеќе од колку што треба. Смета економскиот експерт Бранимир Јовановиќ, според кого цените треба да се замрзнат на неопределено време. Министерот за економија Крешник Бектеши пак најави дека во вторник владата ќе донесе дополнителни мерки за да го заштити стандардот на граѓаните. Мерките за помош на компаниите пак ќе бидат објавени во четврток.